Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Влора Речица. Влора Речица, истражувачка и програмски менаџер во Институтот за демократија во Скопје. Во последниве 2-3 години посебно го сврте вниманието на македонската јавност со своите критички, но кристално јасни ставови за реалните општествено-политички состојби во земјава. Млада и енергична, интелигентна и борбена, скромна и успешна, неприкосновена во одбрана на своите погледи. Овде имаше примеси на мои најсубјективни, можеби, просуди за мојата денешна соговорничка, но еве, се надевам, нешто ќе потврди, нешто ќе демантира во овие 30 минути во Дистрикт. Влора Речица, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Добро ве најдов и благодарам на покана. Пријатно, непријатно, прифативте да бидете овде во ова интервју. Мене посебно ме интересира како водител на емисијава, со што конкретно се бавите во ваша организација? Значи, Институт за демократија е организација која постои од 99-та, но поактивно се фокусира на неколку теми последниве, можам да кажам, 10-15 години, а тоа е партиципативно граѓанство. Значи, една од наша визија за иднината во Македонија е земја каде што граѓаните ќе учествуваат во креирањето на политиката, каде што граѓаните ќе бидат активни во креирањето на политиката, за нивно добро, нели и за доброто на сите. Тоа што исто така целиме е остварување на владењето на право. Тоа ни е втора цел, значи наша цел е да креираме држава каде што сите ќе бидат еднакви пред законот и секако наша цел е мултиетничко општество, мултикултурно општество и работење кон постигнување на таа цел. Влора, нафрливте неколку теми преоптимистички, но малку подолу во емисијата. Ќе ми дозволите сега пријатно, непријатно ќе ве прашам. Која е Влора Речица? Од каде, како стаса до Институтот за демократија? Што учеше, каде растеше? Значи, јас почнав да студирам политички науки во правниот факултет овде во Свети Кирил и Методиј, во Јостојан I. Кога имав 19 години, почнав со пракса во Институтот за демократија, тоа значи пред 7 години и веќе 7 години сум во Институтот за демократија. Почеток како практикант, после како асистент, помлад истражувач, за да стигнам до истражувач и сега да менаџирам, да раководам со Центар за парламентарна подршка и демократизација, центар кој посебно се занимава со градење на цврсти институции, особено се фокусира на работата на собранијата. Имам завршена исто така и мастер студии по компаративна политика во Лондонскиот универзитет за економија и политички науки во Лондон, каде што бев стипендист на Чимнинг стипендијата од Британското министерство за надворешни работи, која финансира студенти од целиот свет. На 1700 студенти имаше само во моја генерација. Така да, тоа е мојот профил. Значи се изградив полека, не беше нешто брзо, но беше сигурно и со мали чекори. Неспорно убаво е да се слушнат вакви зборови од еден млад човек овде во Македонија, но кога зборувате сега за напорите и ваши лични и на организацијата каде што во моментов сте ангажирани, преоптимистички кога спомнав е во смисла граѓаните да управуваат, не знам граѓаните ние мислиме дека спие граѓанското општество. Кој е вашиот впечаток? Не е поради истражувањата, впечатокот вака генерално како граѓанка на оваа држава. Впечатокот го градам и врз истражувања, значи влада голема апатија на граѓаните и некако вклученоста е циклична, од избори на избори, од гласање на гласање. Се тоа што се случува помеѓу некако спие, но мислам дека имаме разбудени граѓани во неколку сектори. Например, во локалните избори имавме неколку граѓански иницијативи кои се кандидираа за советите, а некои дури за градоначалници на неколкуте општини. Како може да биде поактивно граѓанството? Тоа е некаква секогаш е прашањето кокошката или јајцето, дали треба институциите или граѓаните треба тоа да го направат. Моја мислење е секогаш дека моќта ја имаат институциите. Институциите се тие што треба да бидат отворени и да ги повлечат или привлечат граѓаните за да можат тие да партиципират и да бидат дел од институциите.
тие треба да се моќни или се моќни, но веројатно не се моќни, ќе поразговараме од кои причини не се моќни, веројатно од кадровскиот состав натре прво и од влијанието на политичките партии, тоа не спомна. Но ајде да се вратиме прво на вашата организација. Со што се занимава Значи, институтот? нашата организација има 3 центри. Центарот за добро владење, тука работи колегата Миша Поповик најмногу на борбата против корупција, добро владење, менаџирање со кризи. Тој центар е фокусиран глобално генерално на тие теми. И го имаме Центарот за европски интеграции, тука работи раководи колегата Зоран Нечан. Овој центар се фокусира нормално на европските интеграции на нашата држава и сите тие процеси што ќе ги повлече тие напори за европска интеграција. И на крај го имаме Центар за парламентарна поддршка и демократизација, кај што работам ја. Мојот фокус е генерално на парламент, популизам, мултиетнички политики и така натаму. Истражувањата на јавното мислење се практично рецензија на расположението на граѓаните и не само на расположението, претпоставам и на подготвеноста на граѓаните нешто да направат, да променат на подобро. Вие на почетокот спомнавте, или јас лошо ве разбрав, многу оптимизам дека институтот се занимава дека тоа и тоа ќе се случи. Ќе се случи или имаме ли капацитет да се случи? Спомнавте терминот апатија. Јас дефинитивно мислам дека може да се случи. Генерално имаме падната на некој песимизам како општество поради последните случувања. Ја мислам дека тука има голем удел последно време пандемијата и нели тоа што се случува на глобално ниво. Тука има нели и удел нашето застојување со европските интеграции, но има едно нешто што го спомна минатата влада за работа дома или за Европа дома. Јас верувам во таа визија и во тој концепт. И верувам дека како граѓани може да стигнеме, како држава може да постигнеме резултати што ќе бидат насочени кон добробитта на граѓаните. Значи да се водиме со тоа да не биде звезда, како беше тоа? Звезда носелка? Воделка. Воделка, да, фала ти. Значи да се водиме со добробита на граѓаните да биде пред се, па после да доаѓаат сите други политички процеси за кои што се залагат нашите политичари и за кои што се залагаме ние како цивилно општество. Влора, истражувањата едно покажуваат. Луѓето велите сепак покрај цела апатија и сиромаштија и корона и така натаму се подготвени нешто, сакаат нешто да променат за своето општество, за својата држава. Но од друга страна, нивните констатации, веројатно и вашите истражувања укажуваат на конјунктурата, каде е концентрирана моќта во државата и во општеството, моќ која може да направи промени. Политичките партии може таму да бараме моќ за таков тип промени кои што посакуваат мнозинството граѓани. Спомнавме институции, зборуваме за партизирани институции и така натаму. Од каде вие црпете оптимизмот? Само од младоста или? Нели секојаш вика дека помладите се пооптимисти и што постари пореалисти станувате, јас не верувам во тоа. Мислам дека доколку гледате на помладата генерација на граѓани, особено уште помлади од мене, ќе гледате некој дух на промена. Пред неколку дена имав состанок со млади кои сакаат да работат за транспарентност на универзитетите, што порано немаше. Имавме млади што искочија на протести во 2014-15 и мислам дека се уште има такви млади луѓе што сакаат промени и што сакаат да живеат тука и што сакаат ова да им биде дом. Секако дека има апатија, секако дека има нели луѓето се disillusioned, веќе не веруваат толку во можноста Македонија да стане подобра држава, но од друга страна ги има и тие другите луѓе што веруваат дека може да стане. Така, некоја борба помеѓу двете. Нели, некои ваши колеги кои се занимаваат со истражување на јавното мислење се жалеа дека тешко граѓаните прифаќаат да ги прашуваш и да одговараат. Какво е вашето искуство? Па исто е нашето искуство, значи имаш особено доколку анкетите се подолги од 30 минути, тешко е граѓаните да прифатат да бидат дел од такво интервју, но има и граѓани што сака да бидат дел од тие истражувања, може и по некоја траат подолго, 2 месеци, 3 месеци дур да се спроведе истражувањето, но тие податоци што ги добиваме после тие истражувања се клучни за градење на политики. Дури мотото на институтот е градење на политики врз основа на истражување, така да
ние секако ќе продолжиме да ги направиме овие анкети со цел да добиеме доволно податоци за да знаеме што сакат граѓаните и што да направиме после со таа информација. Колку и да зборуваме за општествени потреби и промени, главно се занимавате и со политички теми. Нема бегање нели од тоа. Што велат македонските граѓани? Ја разбираат ли политиката воопшто? Значи, многу се разочарани, тоа е еден од податоците што го добивме од последното истражување Човек од народот. Тука граѓаните искажа многу малку доверба во сите институции, но искажа многу малку доверба и во политичарите и во политичките партии. Исто така ги прашуваме, секогаш имаме анкета за собранието и ги прашуваме како мислат дека се движи, на каде се движи животот во нашата држава. Голем дел од нив се, како што рече и ти, песимисти, но ако ги разделиме категориите според возраст, не е исто кај сите. Така да има доза на разочараност, има доза на песимизам, особено после 2017 када граѓаните верува или има надеж дека доаѓа поголема промена, но има и надворешни фактори кои не ги скратија нозете малце, со блокирањето за блокирањето и така натаму. Така да можам да кажам дека генерално граѓаните се разочарани од политиката и од политичарите, но бараат нешто ново и очекуваат нешто ново. Сега кога спомнавте нови ветришта и како некоја индикација, ако добро ве разбрав, околу локалните избори и независни кандидати и независни листи се јавија, што беше малку и неочекувано. Што се случи всушност на тие локални? Каква индикација или каков индикатор вам како истражувач ви испратија на организацијата и за вас лично? Дека граѓаните се спремни да ги земат работите на своји раце, дека сакат да живеат удобен живот, како што кажав, мора добробитот да биде на прво место. Кога викам добробит, тоа мислам инфраструктура, добро образование, добро здравство, зборувам за елементарни работи како граѓани, пошто сите тоа го бараме. И сватија, барам на локално ниво граѓаните, дека имаат потреба да се самоорганизираат и да стигнат до тоа сами, без тоа да влезат во веќе етаблирани политички партии што постојат. Тоа е повеќе знак за политичките партии отколку кај граѓаните, пошто тоа кажува дека граѓаните не мислат дека политичките партии што во моментално се во понуда кај нас ќе успеат да ги исполнат нивните потреби. Влора Речица, и како професионалец во делот за кој разговараме, но и како граѓанин, што мисли за политичките партии? Какви треба да бидат? Ние имаме лидерски партии. Значи, кога бараме демократија на државно ниво, мора да бараме демократија и внатре во самите политички партии. Доколку они се центрични толку кон лидерот, не може тоа да се рефлектира и во нашето општество. За жал, например, ако зборуваме за родова еднаквост, за самите имавме само 4, мислам само колку 2 или 3 жени, колку на крај 2 жени имаме градоначалнички, а 4 жени имаме во владата. Значи, во самата политичка партија нема доволно демократија за да ги кандидираат жените или нема доволно демократија за разновидност во самата политичка партија. Добро, но како велат, ако бебето не заплаче, нема да добие млеко. Претивки ли се жените кога допревме бар не верувам дека половата се еднаквост? претивки жените, колку што мислам дека просторот е зафатен од мажите. И тогаш потоа станува тоа борба. Не сме тука како жени секој ден да водиме таква борба, туку сме за да добиеме рамноправноста што ни следува без секој ден да мора да биде таква борба. Имаме жени што сакаат да бидат вклучени во политиката, но може да се види има кампања за насилство во жените во политиката која укажува на тоа дека жените се соочуваат со насилство дури кога ќе влезат во политика и после се повлекуваат. Има различни форми на исплашување, има различни форми на навреди, има различни форми на стишување на жените што со која мажите не се соочуваат, нели? Значи еволуцијата во овој дел слабо се движи. Може би е потребна некаква, простете на терминот женска, не знам, политичка револуција. Поголемите партии имаат организации на жени.
Ги гледаме по телевизија и на митинзи и така натаму. Па што прават кога ги подготвуваат листите? Не, тоа е токму погрешен чекор. Значи не треба да поставам внатре во партии женски организации кои ќе бидат на страна и ќе реагираат само во одредени моменти. Треба жените да бидат вклучени во самите структури на партиите. Треба да видиме колку жени се во лидерските позиции во самите политички партии. Ако го гледаме тоа, многу се малце жени што се водени. Има само една политичка партија, тоа е Дом. Ни една друга политичка партија, рече си ни една, нема жени во лидерството на политичката За овие поголемите па воопшто и не станува збор. Да, кога гледам поголеми, мислам на повлијателни, да. Ако ги гледате митинзите, тие секако одаја на мажи каде што разговарат што сака да направат со државата, без при тоа да согледува дека жените како жени имаат различни потреби од самата држава, имаат различни социјални потреби од самата држава. Имаме потреби од подобри школи, од тротоари за нашите колички, имаме потреби што како мажите не можат да ги согледуваат од нивната позиција. И без да се вклучат жените активно во политиката, нема да може да ги адресираат соодветно. Јас ве разбирам, но сега рековте додека не се вклучат жените, па зошто не се вклучат? Мислам Поради сите бариери што мажите ги имаат поставувано во самите политички партии, во самата политика. Како што реков уште една, жените се соочуваат со различни последно беше со Славјанка Петровска, ако не го кажувам презимето погрешно, и начинот на кој она беше понижувана или булирана на социјалните медиуми од политички актери, не само од граѓаните поради нејзиниот физички изглед. Не секогаш мажи се соочуваат со таков притисок во политиката. Нели? Не дека не сме имале жени храбри доволно да влезат во политиката, но кои се последиците врз таа жена на крајот? Тоа кога немаше интернет беа позаштитени жените, сега тоа ли е проблемот? Не беа позаштитени жените кога немаше интернет. Исто така се соочува со напади врз нивната личност и врз нив како индивидуа. Ние уште се соочуваме, јас се соочувам со такви напади за било кој јавен настап на кој луѓето не им се допаѓа. Значи, бариерите што мажите ги имаат поставено се доволно големи за жените да не можат да се вклучат во политиката. И за жал целиот фокус е на тоа како жените да бидат похрабри, а не на тоа како мажите да бидат подобри. Кога сме веќе на оваа тема, помина речиси 200 години од првите во светот, нели, борба на жените, да не спомнувам имиња на револуционерки за правата на жените. Малку е мрднато во Македонија, освен легислативно и декларативно. Има позитивни чекори. Например, може да го гледаме собранието. Во моментот во собранието имаме рекорден број на жени. Според нашата анализа за квалитет на дебата учествуваат многу повеќе во дебатата жените. Целта не е да биде собранието во идни на 50-50, но зборуваме за места каде што има квоти. За совети, например, на локалните самоуправи има квоти, имаш 30% жени. За градоначалнички значи, немаш квоти. Принуда е. Значи принуда е кај листите е за принуда. политичките партии. Да. Точно, принуда е за политичките партии за да има и жени во политиката. Значи каде што има квоти има жени, каде што нема квоти нема жени. И не треба да биде, треба природно политичката култура да се движи натаму каде што жените ќе се чувствуваат доволно слободни да учествуваат во политиката. Од друга страна, државата не нуди доволно социјални услуги за жените да имат послободно време, затоа што жените што треба да се занимаваат со политика, имат и други обврски кои треба да ги извршуваат нормално во партнерство со сопругот и со семејството. Но истражувањата покажуваат дека жените најмногу се грижат за семејството, жените најмногу се грижат за децата и за постарите лица во семејството за разлика од мажите. Жените се грижат за домашните обврски. Мажите се грижат за државата, додека жените се грижат за дома. Затоа ли ни државата ваква каква што е? Малку се шегувам, се разбира. Можеби, не знаеме, нема истражување за тоа. Колку прашавме за партиите, колку веруваат и во институциите, а колку па граѓаните веруваат на политичарите, како индивидуи, како карактерни луѓе? Без оглед на мажи и жени, главно за мажи, нели? Да, имавме прашање во последното истражување токму за ова и ниска е довербата исто, не ми текува точната бројка, но е под 5, од скала од 1 до 10 е негде околу 3, ако не се лажам, 2 и нешто или 3, што значи дека е многу нисок процентот на просекот на доверба на граѓаните во политичари. И на исто ниво е и довербата во политичките партии. Што велат, која е причината? Зошто едноставно не ги сакаат политичарите? Неубав живот имаме, генерално. Неубав амбиент во општеството.
Значи, во нашето истражување ние се фокусиравме да знаеме зошто има толку анимозитет и поделби во општеството меѓу другото, и една од причината е, како што кажав, разочараност. Значи, граѓаните очекуваат одредени услуги, очекуваат одреден стандард на живот, очекуваат да имаат подобар квалитет на живот, очекуваат подобро образование, подобро здравство и така натаму. А како граѓани секој ден се соочуваме со проблеми. Сакаш тоа да биде доколку одиш на доктор, сакаш да биде тоа доколку одиш во универзитет, и секојдневно кога се соочуваш со такви проблеми, нормално дека и довербата во луѓето што треба да ги уредуваат тие елементи на општественото функционирање ќе биде ниска. Сега клучното прашање, што посакуваат луѓето што ги анкетирате? Сакаат добар живот. Значи, тоа е проблемот со етнизирањето на политиките, и тоа е проблемот со национализмот во нашата држава. Политичарите ветуваат многу големи работи, а не ветуваат елементарни работи. Значи, граѓаните од било кој етникум, доколку ги прашуваат значи што посакуваат, што сакаат, нема никакви, речиси разликите, нема никакви, занемарливи се разликите помеѓу различни етникуми. Граѓаните сакаат да имаат, како што реков и на почеток, пат, школа, услуга во државата, да не мора да се јават на тетка, брат, вујко за да може да завршат обична услуга, сакаат да можат да одат во здравство и да знаат дека нема да умрат, или како што жени се соочуваат дека некој нема да им ја звади матката без нивно знаење. Значи, сакаат владење на правото, сакаат да знаат дека они се исти пред законот, како мокници што се исти пред законот. Добро, Влора речица, ако граѓаните што ги испитуваат и генерално сознание општо, не ги сакаат политичарите, не се задоволни од институциите, не се задоволни од политичките партии, што велат, кое е решението? Во моментот граѓаните очекуваат нешто ново, очигледно, значи очекуваат спасител, очекуваат некој да дојде да ги спаси. Моја мислење дека тоа не треба да биде очекувањето и дека тоа нема да се случи доколку граѓаните самите не ги земат работата во нивни раце. Тоа е преку локално самоорганизирање, тоа е преку притисок, преку знаење на нивните права. Доколку ги знаеш твоите права, знаеш дека... Добро, што ги тера да одат на избори кога не веруваат никому ништо? Како може да гледат избори, излегувањето на избори е се пониско и пониско. Значи, овие избори имавме многу мала излезност за разлика од претходните. Токму поради причините за кои изборувавте и претходно. Токму за причината за кои изборувавме. Од друга страна, излегуваат на избори не сите, нормално не може да генерализираме, но голем дел на граѓани што имаат клиентелистички врски со политичките партии. Граѓаните се уште се соочуваат и со притисоци да гласат поради тоа што им зависи животот од одредена политичка партија. И тука зборувам за сите политички партии, не зборувам само политички партии на власт, затоа што нашиот систем е така уреден да зависиме од неколку луѓе, не да бидеме равноправни пред законот. Добро, зборуваме граѓаните не веруваат со право, нели? Да. Констатираме со право. Политичките елити им веруваат ли на граѓаните? За тоа ќе треба ново истражување, преди тоа што никогаш не сме правила истражување за да мериме спротивното. Еве идеја. Дали е само резултатот ова излезноста што ја спомнавте или не зборувам за доверба, мислам дека политичките елити... Дали политичките елити ги подценуваат граѓаните и гласачите? Во таа смисла ми е прашање. Мислам дека ги подценуваат граѓаните, ги подценуваат гласачите, и затоа односот таков каков што е во моментов. Некој однос на понижување, на потиснување на граѓаните, на искористување на граѓаните, на искористување на довербата на граѓаните во нив. Тоа ли е таа филозофија, дајте ми го гласот, па после ќе се видиме на наредните избори? Па ако гледаме колку се движат работите во тие 4 години помеѓу избори, тогаш очигледно е така. Можете ли... Да, ве прекинав. Можете ли генерално како институт, претпоставам и разговарате меѓу колегите апропо овие истражувања што ги правите, да извлечете некаква резултанта околу овие релации што јас се обидувам да ги од една страна ние граѓаните гласачите, задоволни и незадоволни главно, и од друга страна политичките елити, кои се секогаш задоволни, поготоа ако се на власт, нели? Да. Затоа и постојат за државниот буџет. Значи потребно е, како што кажав, истражување. Тоа е друг вид на истражување. Граѓаните ги истражуваме преку анкети, а политичките елити се истражуваат преку
desk research, преку истражување, преку интервјуа, преку полуструктурирани интервјуа, некогаш и анонимни интервјуа за да се зачува нивниот идентитет, така да може да се направи такво истражување каде што би можеле да видиме и од двете страни какво е чувството. Но генерално, како што кажав, кога се на мојк се гледа од прилика какви се. Значи, кога ме прашувате што мислам за политичарите, сакам да прочитам некаде што политичарот мисли за мене. Но сеедно, малку ме загриживте, ќе признавам, со тезата дека луѓето очекуваат некој да ги спаси, некој месија, некој систем тоталитарен би ни одговарал на сите нам, според истражувањата повеќе во овој момент. Не ни како политиколог ви одговарам дека таков систем не ни одговара, зашто таков систем е репресивен, таков систем. Но луѓето што ги испрашувате на тоа навестуваат, им треба авторитет некој, вие го употребивте помеќиот збор, јас сум малку погруб. Не веруваат во парламентарна демократија, не веруваат во кадрите, не веруваат во советниците, во градоначалниците, во пратениците, во министрите, сакаат некој цврста рака кој ќе ги стави сите во ред, кој ќе укине корупција со декрет или со камшик, со што како. Таква Дали насетувате низ истражувањата што сакаат луѓето, дали се свесни тоа што го бараат? Луѓето имаат авторитарни тенденции, но кажете ми дали некој што живее во авторитарна земја е среќен или дали некој од Македонија сака да емигрира во авторитарна земја? Не, секако, да. Сите сака да емигрираат, имаше истражување на ИРИ која токму од овие прашања. Значи, каде би емигрирале, сите сакаат на запад. Имено, поентата ми е тоа, што велите вие и како граѓанка квалификувана за општествено-политичките процеси, спомнавте, сите работиме или бараме на запад да се работи, никој не оди на исток таму во тие тоталитарни режими. Што е причината тогаш луѓето што ги разочараноста со демократијата. Значи веќе неколку години Значи не од демократијата, веројатно од луѓето, нели? Да, тоа сакам да кажам, разочараноста од тоа што демократијата, на тој вид на демократија што го имаме во моментот, тоа се разочарани, затоа што во Македонија не постои демократија како што би требало да биде по дефиниција, пошто демократијата е составена од повеќе елементи, не е само избор е еден дел од демократијата. Голем дел од демократијата владењето на правото и доколку ги немаш и представеноста достојствена, еднаквоста институциите и така на граѓаните во представителните во застапувачките институции како што е собранието. И доколку ги нема тие други елементи на демократијата, не може да кажеме дека живееме во демократија, живееме на некој Франкенштајн од нели демократија, некој таков монструмот на Франкенштајн од демократија. Делови имаме, делови немаме, нека привидност. Може би ќе ми забележите сега дека се вртиме некако, јас форсирам некој рингешпил, нешто круг. Што прават тогаш политичките елити? Кој им е задоволството кога граѓаните се незадоволни? Личната корист, секако. Збориме за тоа дека кога политичарите се на моќ, сите се среќни, кога не се на моќ, се борат за правата на граѓаните. А доколку ја имат моќта, баш и не ги исполнуваат тие ветувања и не ги бранат правата на граѓаните како што треба. Значи, институциите се слаби, партизирани, оно што е флоскула, веќе стана дефиниција на некој начин. Не е ова моја квалификација, тоа е веќе утврдено од извештај на Европската комисија, од Греко извештајата утврдено од сите извештаи меѓународни. Веќе не е тема. И не е нешто ново што би го кажала или не е нешто контраверзно или различно, тоа е утврдено. Добро, но колку граѓаните ние придонесуваме за таа ситна шалтерска, да ја наречам, корупција? Придонесуваме затоа што така сме условени, затоа што ти како граѓанин на оваа држава сакаш да исполниш одредена услуга која ти следи како нели даночен обврзник и плаќа за таа услуга на некој начин или друг и сакаш да одиш во институција да завршиш со таа услуга. И на крајот на денот нема да ја заврши затоа што вработениот во таа институција е навикнат на друг начин на работење што не е нели според закон. А тој вработен таму гледа крупни тендери па повисоко од него. Тој е таму вработен поради, како што кажеме, партизирана јавна администрација. Значи најголема реформа што требаше да се случи на нашата држава е таа реформа почната,
Сакам да кажам дека има поместување во одредени сектори во нашата држава, тоа е тврдено исто така и од извештај на Европската комисија, но такви половични процеси не сум сигурна колку даваат плод или колку даваат повеќе фрустрација кај граѓаните, пошто гледа дека нешто се случува, но не гледа што се случува, потребно е резултати. Во мотивот, кога прашав за мотивите на политичките елити, спомнавте термин користа. Веројатно и материјална, и најмногу материјална, не само корист од некоја, како се вели, она психосостојба на моќ, нели, јас сум моќен и така натаму. Луѓето се разочарени, веројатно, и од самиот факт кога гледа дека некој за еден мандат нешто од ништо станал многу моќен во финансиска смисла. Тоа ли е најпоразително? И од таму и корупцијата надоле до шалтерот. Тоа е нееднаквост за која зборувам. Значи, во оваа држава не сме сите еднакви, без разлика и на социјалниот и економскиот статус, сме нееднакви пред законот и нееднакви пред институциите. Не може да кажам дека јас кога одам во институција ќе завршам работа нормално, а друг што ќе оди со врски ќе заврши за 2 дена. И од таму цела недоверба излегува од шалтерот до Врховен суд. Што тоа е првото нешто со што се соочуваме како граѓани. Никогаш не ги гледаме тие големите политики што се случуваат позади или завесите, ги гледаме овие што се случуваат пред нас. Така да, ако не се реши тој проблем, на крајот на денот големите политики не ни требаат. Така, Флора, младите се иселија во голем број. Ќе видиме сега во март, нели? Вие сте уште тука, зошто во март? Резултатите од пописот. Така, на тоа мислите? Да, во март ли ќе бидат резултатите или политички ќе ги влечеме, можеби до некој друг март? Законскиот рок е во март, така очекуваме да се почитува, нели? Вие останавте овде но има ли потенцијал? На почетокот вие бевте оптимист. Дали сега после сите овие констатации за политичките елити, за граѓаните, разочараноста, шалтерите, корупцијата и така натаму, уште сте оптимист дека останувате во државата? Не вие, генерацијата ваша, има ли уште потенцијал ово општество нешто да промени порадикално на подобро? Значи, некој мора да работи, нели? Некој мора да остане, некој мора да живее во оваа држава. Мој повик е реално тешко е. Ова е најискрено што го кажувам сега. Стварно е тешко да работиш во општество каде што не секој си почитуван за трудот што го даваш, не секојаш ги гледаш промените за кои што работиш со години. Но како што кажав и на почетокот, некој мора да ги тера тие процеси за на крај да вродат со плод. Не може сите да одеме, а сите да очекуваме промени. Така да ја сум во генерација со луѓе што стварно сакаат одредена промена. Тие луѓе беа дел од тие што протестираа и во 2014, 15 и 16. Значи има луѓе што се желни за промена. Тоа можеби е циклично, не секогаш е линеарно, не секогаш луѓето се толку возбудени за да останат и да работат. Но има потенцијал и мислам дека мора да се свртиме малце погледот и кон помлади од моја генерација, да го свртиме погледот кон генерација Z, кон луѓе што сега се во средно образование, луѓе што сега почнуваат нели со високо образование, да им ги нудиме на тие условите што ние ги немавме. И така би имале и промена, нели? Флора Речица, што е со интелектуалците? Тие не си селуваат нешто така интензивно, барем овие во јавноста што се прикажуваат како интелектуалци? Зависи дефиницијата на интелектуалец, како што кажавте и самите. Зависи и колку години имат, изгледа веќе се доволно изградени. Има ли држава, општество, интелектуален потенцијал за оптимизмот за кој вие зборувате? Секако дека има. Имаме многу млади, паметни луѓе што имаат завршено образование ни светот во најдобри универзитети, луѓе што се вратени и луѓе што уште сакаат да придонесат и да дадат нешто за државата. И тука зборувам за луѓе од различни профили. Имаме луѓе од IT индустријата, имаме луѓе од бизнес секторот, имаме луѓе што работа со социјално предприемништво, имаме луѓе како мене што имаат завршено нели општествени науки и би можеле да придонесат во уредувањето на општеството. Имаме кадар, единствено нешто што мене најмногу ми представува проблем во моментот е фокусот во Скопје, а не на национално ниво. И треба да заживеат и другите градови низ Македонија, треба да им се нуди живот на млади во други градови во Македонија, да за да може тие интелектуалци да, како што викате условно,
да можат младите да се вратат во нивните родни краишта и да може да работат и да функционираат Да, но за тоа е потребна стратегија. Политиката да ја направи државна стратегијата. визија, стратегија која нема да трае за 4 години мандат, туку визија која ќе биде превземана и ако дојде на власт друга партија, доколку таа визија е добра, нели? Како граѓани, како општество, едно општество за сите, пропадна таа идеја? Не верувам дека падна. Ја мислам дека тоа е една од подобрите работи што искочи од последна влада, затоа што токму е тоа што не спојува и не кажува на сите дека сме граѓани на една држава, а не народи само во една држава. Може ли да заклучам дека вие констатирате дека Македонија сепак се граѓанизира наместо етнизацијата што имавме? Политичките партии секогаш ќе го користат тој етнички наратив затоа што тоа им носи најлесно гласови, но мислам дека повеќе последно време и во последните избори не им успеа прочитаа веќе, нели малку? Па мислам дека да, пошто граѓаните веќе како што кажав согледува дека потребен им е квалитетен живот, а не приказни. Така да ме убедивте дека останувате во државата, но никогаш не се знае, нели, од разни причини, можеби од најлични. Да. Ќе се отпатува, но морам да признам пријатно ме изненадивте со оптимизмот, со младоста и оптимизмот дека како велат ќе не биде или не ќе не биде, дека сепак ќе не биде, како држава и како општество. Што уште фали една-две елементи кога велиме едно општество за сите, да направиме и една држава за сите. Она еднаквост што спомнавте сите пред прописите, пред законите. Да почувствуваме дека сме навистина сите еднакви. Ни треба тоа што го почнавме на почеток, граѓани и политичари, ни требаат лидери што се клучни во борбата против корупцијата, ни требаат лидери што сакаат стварно владење на право и еднаквост на граѓаните, и од друга страна, како што реков, ни требаат активни граѓани што ќе ги држат политичарите пред око, ќе им послушат кога ќе грешат и ќе казнуваат кога ќе грешат. И завршуваме, имаме ли доволно нема да речем интелектуален, но совесен потенцијал, такви личности да ги одбереме за да раководат со институциите, со партиите, со државата? Дефинитивно имаме луѓе, само треба волја. Дистрикт Цивил Прес Студио, Лора Речица, ви благодарам. Благодарам на вас.